Залудувањето есента ги донесува сезонските настинки вируси. Така, освен со пациенти со стомачни проблеми поради вируси кои се уште актуелни, ординациите се полни со болни со инфекции на дишните патишта. На многумина од нас велат лекарите ќе им треба време да се адаптираат на залудувањето и на новите атмосферски услови. Дотогаш треба да се внимава на имунитетот, што значи повеќе течности, здрава храна и физичка активност. Значи редовно миење на рацете, консумација на здрава, чиста вода, исто така да се внимава и на исхраната, да се избегнува консумација на сендвичи. Тоа би било моја препорака. Имаме и респираторна симптоматологија, односно појава на настинки поради самата промена на варијации на дневна, ноќна температура. Исто така може да се имаме појава на гнојни ангини доста често. Во исто време, се уште се актуелни и стомачните вируси. Има зголемен број на пациенти чии што симптоми се повраќање, диареја, болки во стомакот, зголемена температура и главоболка. Цревните вируси, односно ентеровирусите, се уште се присутни, така да можна е појава и на заразна жолтица. Значи тоа е карактеристично, сега поретко се јавува, значи септември, октомври со почетокот на школската година е карактеристично, значи и појава на заразна жолтица. Променливото време го чувствуваат и хронично болните, особено оние со заболување на срцето и на крвните садови, како и поврзани со органи за дишењето.